што се однесува до политиката од манипулации, ќе споменам два примери. И ќе опфатам дел од темата од прашањето, иако ќе се напратам повторно, за животната средина која што ми го поставивте. Господјата Олга, која што беше советник тогашен, само што дојдов како градоначалничка, а потоа стана пратеник, своевремено во предлог мерките кои што ги даваше, даде предлог мерка токму што се однесува за заштитата на животна средина околу загадувањето. Една од мерките беше да се обезбеди обиколницата, иако беше свесна дека тоа долг период наназад незината партија не го направи иако беше на власт. Кога тоа се направи, и тоа многу брзо, никогаш повеќе не преговори за тоа, но остана на она ништо. Кој абсурд, давате предлог на некаква мерка и после извесен период малте не кажувате дека тоа што сте го предложиле било ништо. Друга советничка кажа, бидејќи ништо не сум направила, ништо не сме направиле, цитирам: знајме зошто Двојче не направи полигон, оти не го битваше. Не знајме оти Петровска го следи во чекор. Тоа беше некаде 10 месец 2018 година. На завршницата од истата година, Битола после 6 години го доби полигонот. И како се случи? Како се изменаџира сето тоа? Како се обезбеди сето тоа? Уште како кандидат, како градоначалник, мојот против кандидат од ДПМНЕ, обвинувајќи ме дека ветувам брда и долини, дека немам поима колку е буџетот на општината, прашуваше како ќе ги обезбедам тие пари, токму одговорот што го кажав тогаш, како се обезбедуваат пари и средства, и дека менаџирањето на градоначалникот не е да биде свртен само во буџетот на општината, во пример практично го докажав.